Котлар не беше среќно решение и не беше добро решение за архивот според мене, затоа што она е историчар, не е оперативец. Државниот архив е една многу комплицирана структура, централизирана структура, преку 300 вработени, многу сериозни операции, многу документации. Котлар требаше си пишува книги, меѓутоа нели преку Солза Грчева влезе во ова. Ако беше лошо решение Котлар, ова е катастрофата која што ВМРО може да му ја направи во најголема смисла на архивот. Станува збор за еден човек кој што доаѓа по принцип на негативна селекција. Претпоставам дека сега ќе го гледаат оние ќе го анализираат дали може да ме тужи пошто се заканувал дека што и да кажам за него ќе ме тужи, па нема проблем, може тужба. Навикнат сум више на нивните закани. Значи ова е еден исклучително несоодветен кадар. Он има една единствена предност. 100% партиски послушник, човек кој што работи под маса, зад грб, кој што сите работи што ги правила Котлар ги има раскажувано, пренесувано во партија. Значи овде не станува збор за избор на стручњак, пошто лично мислам дека он не е стручен во ништо, туку станува збор за награда за подбуцнување и користење на партиските ходници за да се добере до функција. И тоа окей, такви има многу у партиите и у ДПМН и у СДСМ. Меѓутоа, ова е сензитивна институција. Човеков е меѓу другото и според мене мизантроп, доаѓа од комитет кој што не е успешен, ако гледаме и по општински комитети. Значи, вака една комплетна катастрофа за архивот, дотолку подобро за мене, затоа што во низот на директори може многу добро да се спореди кој како работел и што постигнал.